Ако сексуалната работа меѓу луѓето е позната како најстарата професија на светот, тогаш зошто нула права за најстарите работници на светот? Во 2008 година, во ноември месец, 20 ноември, имаше рација насловена Сузбивање на уличната проституција, каде што дел од сексуалните работници се охрабрија да го тераат процесот во институциите и после 5355 дена борба, 4 сексуални работнички конечно добија правдата преку Европскиот суд за човекови права, каде што и наложи на државата дека треба да им плати на сексуалните работници по 3300 евра, односно вкупно 13.000 евра. Изминатите 15 години неумерно се боревме за конечно после 15 години сексуални работници да добијат правдата, која што во однос на штетата која што им беше направена од страна на институциите. И целиме кон целосна декриминализација на сексуалната работа, каде што сексуалните работници ќе бидат признаени како сексуални работници, сексуалната работа ќе биде признаена како професија и сексуалните работници ќе може они да одлучуваат во какви услови, каде и под кои услови ќе работат, а не тоа да го прават сега, да кажеме, во темни. Насилството е секојдневно кај сексуалните работници, особено кај сексуалните работници кои што работат на улица, односно на отворена сцена, каде што они се мета на насилство, мета се на навредување, дали е тоа од страна на полиција, дали е тоа од страна на случајни минувачи на клиенти, и тие се тие работи со кои што се соочуваат сексуалните работници на улица кои што работат. Сваќаат дека ќе бидат заглавени во лавиринтот и дека ќе треба да чекаат многу години и токму тоа е тој момент каде што сексуалните работници не се охрабруваат да пријават било каква насилство. Пред 16 години телевизиите, медиумите известувале за проституција, сега известуваат за сексуална работа и сексуални работници. По членот 19 од прекршочниот закон, кај што вика кој што се оддава на проституција на јавен простор, се казнува од 600 до 800 евра, тоа беше до 2023 година, од 2023 година тие казни се намалени од 100 до 250 евра.